Добро дојдовте моето ново видео. Денес си снимаме со DJ Насте, малце ќе поразговараме за неговата професија што се занимава со DJ. Така да останете до крај на видеото, мислам дека ќе ви се топане. Здраво, Мило ми ќе прифати да снимаме. Мило ми е тебе, фала ти што ме викна. Дали си спремен? Спремен сум, увек спремен. Ајде да почнеме прво прашање, пиши се во 3 збора. Тешко прашање, амбициозен е прв збор, креативен е втор и трет не е баш збор, ама би се опишал дека размислам надобро out of the box зборот. Така да, многу фер човек би кажал, ко трето е. Супер, ајде како може да ни кажеш што детство имаш во кратки црти? Лесно детство немав, имав потешко детство, особено и со моите измеѓу. Не е кавеа лоши супер родители, али се деси, знаеш, разведување на таа процес таа. Ја малце потешко го пројдов, али ме направи кој што сум денес. Да. И зашто сум денес. Друго прашање е, од каде идеја желбате за да се занимаваш со DJ? Па вака ја од као мал знам си мијав софтвер и virtual DJ и тие кои доле, не знам ни каде се викаат, веќе 300 име има. Али углавно си мијав апликации бесплатни, си мијав песни и пуштав и увек кога сум слушал песни кога помалку сум бил обожавател на песни со басови, со вуфери, 50 различни звучици се што се вика сум купил со моите, со тоа сум бил опседнат и после тоа почнав да правам видео, значи да снимам видео контент за YouTube, тоа почнав да едитирам и увек кога сум барал за едитите ми давал нека еуфорија, а тоа уствари сфатив дека таа еуфорија, тоа чувство уствари ми доаѓа од музиката. И на крај кажав зашто да не пробам ја да направам нешто свое, оригинално, што може. Кога ти беше те прва ја настап, како ти беше чувството? Настап прв? Да. Прв настап, искрено мислам дека првиот официјален настап ми беше, не знам, нова година, не знам, пред 5 години, може 4, не сум сигурен, ти излажам. Али беше у приватна просторија со едно 20-30 другари блиски и ја пуштав како DJ за прв пат тогаш таа вечер. Супер, што треба да е твое мислење, твоја гледна точка, што треба да има на основа на еден DJ? Пример почетоците, пример слушалки нешто. Од опрема зборим? Да. Па за опрема како прво DJ на лаптоп, кога ми дојде со лаптоп, тоа ми е смешно, не може. Не викам дека не може софтверот да го направи со шорткац, али сепак, значи DJ профил барам да има некој контролер. Да има, значи опрема, минимална опрема, што се вика слушалки. И исто, освен ако не користи битсинг или стварно памет не ги има научено, би кажал контролер, тоа е прво и основно. Контролер и лаптоп. Супер, како ти се справаш со хит коментарите? Па хейт коментари немам многу, искрено ти кажам, одамна сум немал, али ги гледам или како критика, или пак како мотивација, зависи до коментарот и зависи од кој е и зашто е, зашто се работи сега. Мислам дека некој паќата му влие лошите коментари, затоа пример пред пауза или пример не се посвета многу. Пример реално за секоја работа треба физички, психички да бидеш многу спремен и тоа што го работиш треба до крај да работиш, не треба ништо да те интересира, другото си настрана треба да тргаш. Сега друго сакам да те прашам, дали може како со диџеите во Македонија да се живе пример скромен живот? Како диџеј во Македонија, да. Искрено ти кажам, ако си самостоен, еве да кажем и на мои години 20 студент, мислам дека и да и не, пошто еве сега и со кочани тоа што се деси, боде ги прости, трагедија тешка. Многу падна, значи со настапи, со журки, со Све, да. И потежок период ми беше барам на мене. Иако се среќа имав заштедена страна, трената страна пари, што ете се извоив некако. Али мислам дека во Македонија не. Освен ако не работиш премногу. Ама ќе треба со многу лоши луѓе се справиш, што се вика се од лош збор, се може лошо го кажав ја, али Најмага ли твое мислење тоа се каже? Да. И сега наредно ми е што музика пише, значи дали англиски или српска? Вака, ја значи почнав со tech house, тој врст, значи EDM стилна музика. Увек ми била љубовта кон тоа EDM, електронска музика, тоа. Али кога почнав настапам, сватив дека ствари нема многу потенцијал имена во тоа, тука и пари. Ете, за жал, јас сум одбрал тој пат, што не се жалам, тоа е
ме прави кој што сум денес. Многу сум среќен на тоа, не би смел ништо. Али ја не ни слушав на почеток ниту балканско, ниту моите не слушав